Кризата го направи своето, се чувствува незадоволство, разочараност, слимнате прагот на ниво на толеранция, бързаат или някоя блага форма на депресия. Пред пандемията на гранична премия Богородица имаше с голям брой на патници. Сега, ако ще гледате, нема. Ќе биде многу лош. Зависиме од нив и од грците, а индиректно преку казината па зависиме од нив. Како тие затворат веќе, не знам, Гевгелија лошо и се пишува. Веќе 6 месеци откако настана кризата со COVID-19 пандемијата, границата кон Грција е затворена, но може да се пројде само преку македонската страна. Затворањето на грчката граница влијаеше многу за животот на граѓаните во Гевгелија и за локалната економија, но и за сите оние граѓани на Македонија кои што сакаат да го поминат својот летен одмор некаде на грчките плажи. Сега да видиме што се случува на границата и што има да кажат граничните службеници. Граничниот премин Богородица беше еден од најпрометните. Што се промени со пандемијата COVID-19 и како влијаеше тоа врз вас и на вашето работење? Пандемијата кога започна во март месец, вие знаете дека на граничниот премин Богородица дневно поминува по повеќе илјади патници. Со случувањето на пандемијата значително се намали бројот на патници, значително, околу над 90% на граничниот премин само функционира товарниот сообраќај, патнички сообраќај речиси и да нема. Како сега се одвива сообраќајот на граничниот премин и кои патници може да ја преминат границата? На граничниот премин Богородица дозволен е излез на сите државјани, како од Европската унија, така и од останатите, но пречки имаат при влез во Република Грција, бидејќи пограничните служби на соседната држава им бараат тест и може да остварат влез само грчки државјани со валиден ковид тест. А додека државјаните на Европската унија ги упатуваат на другиот граничен премин према Република Бугарија промахона. За влез во Република Македонија, исто така од наша страна е дозволен влез на сите државјани од Европска унија, само на државјаните од Република Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина им е дозволен транзит за да излезат во рок од 3 часа. Кои мерки ги превземавте за ваша лична заштита, но и за заштита на патниците кои што го поминуваат овој премин? Ги преземаме сите мерки за заштита на здравјето, како на луѓето, така и за нас. Со носење на заштитна маска, ракавици, опрема. Гевгелија некогаш беше жив и активен град, но по пандемијата голем број на угостителски локали се затворени. Младите исто така се загрижени за нивните економски перспективи. Самиот аспект за ноќен живот и забава им па исто така намалено, пошто многу души ги отпуштија од работа. Нема економија во град, што се каже. Не само тоа, некои луѓе сега задржија работа, и те што имаат сега задржана работа пак им е тешко, пошто те што ги отпуштија немат пари да се трошат во градот. А во ноќните аспект се излеват, нема проблем, али немат кој знае каква зголемена активност како што беше порано. Со какви последици се соочивте од почетокот на пандемијата со COVID-19 и колку таа се одрази врз трговијата? Овој период од кризата наваму, Гевгелија како Гевгелија, основа на екзистенција, се
грчките, нашите туристи гевгелијските, али и грците од надвор. Така да многу ми се чини дека ако продолжи ова криза, тешко дека би можеле ние после Нова година ако продолжи, тешко дека би можеле ние да обстанеме со овој начин на функционирање на нештата. Колку беа значени досегашните мерки за помош од страна на влада за справување со економските последици од пандемијата и што очекувате понатаму за да може да се излезе од оваа криза? Мислам дека ако нема наредниот пакет што мерки од државата, ако не се примени, ми се чини дека воопшто нема шанса да обстане. Тие што, например, има некои кои што нивни се дуќаните кои што може да обстојат, али тие што плаќаат кирија, плюс имат изнајмно вработени, тешко дека може да обстанат без некоја помош. Затоа ми се чини дека помошта од државата е неминовна за обстанот на оваа дејност. Има ли промена во начинот на живот? Знаеме дека ова беше еден топол град познат по угостителството, по трговијата, по казината. Каква е сега атмосферата во градот? Гевгелија е многу зависи од грчките туристи. Тоа е затворен круг. Така да ако Гевгелија казината затворат, еве сега се слуша дека околу 200 вработени најмалку во казината ќе се затворат. Значи ако се затворат тие 200 луѓе, значи индиректно влие врз нашето работење. Така знаеме дека тие во казината имат релативно можеби мал процент, али имаат релативно добри примања во однос на просечниот личен доход што е во Македонија. Така да ако и тие казина се затворат, индиректно сега се слуша дека имало некој грчката држава му давала некои бенефиции на заболекарите тамо што се во Грција. Ако и овие заболекари тука затворат, јас ми се чини дека ќе биде многу лошо, зашто ние сме зависими од нив и од грците, а индиректно преку казината па зависимо од нив. Ако тие затворат веќе, не знам, Гевгелија лошо и се пише. Градоначалнику, кажете ни како Гевгелија се справи со COVID-19 кризата, уште од почетоците на март, кога беше прогласена вонредна состојба, а потоа и со затворање на границите. Точно како општина можевме да го понудиме во прв момент е, формиравме кризен штаб, бевме нонстоп во координација со централниот кризен штаб на ниво на Република, на нашата татковина. И сите тие мерки, протоколи во тоа време беа полициски часови, ограничување на движењето. Излегувавме во максимален пресвет на потребите на граѓаните. Имавме формирано тимови на доброволци од општината, од невладените организации, на стари изнемоштени лица што доставуваа за време на полициските часови пакети со тоа што им е најнеопходно. Гевгелија немаше голем број на заразени и така ја избегнавте здравствената криза, меѓутоа последиците од економската криза се доста големи. Гевгелија како град зависи пред се од посетите на грчките граѓани, работата на казината, стоматолошките услуги. Дали има загуба на работни места и кои мерки треба се преземат за излез од оваа криза? Септември 2019 560 невработени во Гевгелија. Септември 2020 1240 невработени во општина Гевгелија. Тоа е некаде околу пораст од 110%, ако е во проценти можеби голем, меѓутоа во апсолутни бројки дупло, околу 600-650 луѓе. Пред се тоа се должи на отпуштењата. Во казинскиот бизнес сектор има 1500 вработени, 300 останаа без работа, се отпуштени. Во текстилниот сектор кој е втор по бројот на запослени во општина Гевгелија има околу 200 отпушкени, само тие два сектора, значи околу 500 отпуштени, другото е ситно од мали фирми, средни фирми,
кои не можат да ја преживеат оваа криза. Скроивме еден солиден пакет мерки економски кој бе испорачен од општината, бидејќи општината има многу малку допирни точки во делот на финансиски облигации меѓу економските оператори и општината, а како што одминуваше пандемијата, како што земаше се поголем зафав COVID-19, значи се јавија потреба од средства, кои сепак средства треба и тоа е политика на централната власт. Неодамна имавте средба со министрите Битики и со Венко Филипче. Зашто разговаравте со нив и кои мерки очекувате да бидат преземени во наредниот период? Од кога почна COVID кризата, значи некаде пред изборите беше тогашниот министер за надворешни работи Никола Димитров, сега веќе за евроинтеграции. Зборевме токму за проблемот отвореност на границите, тогаш немаше уште мерка за ПСР тестови од грците, меѓутоа за грчките граѓани, меѓутоа ние имаме проекти за отварање на нов граничен премин. Значи не само отвореност нова граница Богородица граничниот премин, него да не поддржи, лобиравме и со проектот за нов граничен премин. Таа беше средба на представници од секторите на услугите, заболекаре, казино бизнисот и разни други чинители, економски оператори. Потоа на 9-тиот ден од формирање на владата, на вторник на 8 септември, тука беа министер за здравство Венко Филипче и вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики. Министерот Филипче збореше за здравствениот дел, за можноста за поставување на лабораторија во Гевгелија за правење на брзи ПСР тестови.